Ние во 2006 година направивме катастрофална грешка што го продадовме дистрибутивниот дел на мрежата и го продадовме за 225 милиона евра. Сега моментално, ако го земеме побарувањата по разни основи кои што се движат кон двете најголеми делови на ЕСАМО, односно производството на електрична енергија и производството на топлинска енергија, тогаш доаѓаме до вкупен долг од 220 милиони евра. Колку што го продадовме? Колку што го продадовме дистрибутивниот дел, значи од тогашното ЕСАМО, од целиот енергетски систем, како една целина, го издвоивме дистрибутивниот дел и го продадовме. Мимо тоа, ние продадовме 11 мали хидроелектрани на Евана, затоа што Евана сега во моментов и произведува струја. Но да се вратиме на бројките. Дали ние дојдовме во една ситуација во која што за помалку од половина милијарда евра направивме уривање или дестабилизација на основниот темел на независноста на државата. Паралела временска одсечка ако направиме, со септември 1991, кога Македонија прогласи независност, во тоа турбулентно балканско време, ние немавме тогаш финансиски систем, банкарски систем, своја парична единица, немавме своја војска, немавме своја полиција. Излегувавме тогаш од поранешната држава Југославија и се доведовме во ситуација да самиот столб на нашата тогаш независност беше стабилниот електроенергетски систем. Да, се подпиравме на јаглено, се подпиравме на рек Битола како основа потреби. Да, меѓутоа тоа нас ни ја зачува независноста со мирен развој и отпочнување на функционирање на една мала балканска, но независна држава. Сега во оваа ситуација ние веќе самите се доведовме после 3 децении независност, самите се доведовме да дискутираме за сериозни проблеми во нашиот електроенергетски систем.